Министерска комисија влезе во државната кардиохирургија за да изврши вонреден стручен надзор за тоа како почина 57-годишниот пациент на оваа клиника. Комисијата ќе треба во рок од 8 дена да ја провери работата на кардиохирургија и да даде извештај до министерот Таравари. Сомнаш за работата на оваа клиника, Министерството пројави по извештајот на Државниот здравствен и санитарен инспекторат дека не работела едната ангиографска сала, но и дека на клинички немало ни стенд графтови за евентуално да се интервенира кај пациентот. Од Министерството велат дека досега кардиохирургија не упатила на тоа дека во периодот на реновирање ќе имаат проблем во функционирањето. Од клиниката за кардиохирургија во своето известување од 8 февруари го известуваат Министерството за здравство дека почнувајќи од 14 февруари во просторот во операционата сала број 2 ќе се спроведат градежни работи и во тој период ќе функционира операциона сала 1, односно пациентите ќе бидат соодветно згрижени со здравствена услуга, коментираат од здравство. Од друга страна, не престануваат политичките барања за разрешување на министерот Таравари, откако семејството на пациентот обвини дека тој починал бидејќи во кардиохирургија немало услови за лечење и спас на болниот. Министерот Таравари продолжува да ја крие сопствената одговорност позади некаква стручна комисија, која треба да утврди дали имало пропусти од здравствените работници за случајот со починатиот пациент на клиниката за кардиохирургија. Јавноста мора да знае дека затворањето на единствената сала на кардиохирургија во услови кога очигледно пациентите нема каде да се пренасочат представува колапс на здравствениот систем по директива на министерот, велат од партијата на АПСИЕВ. Слична реакција и барање вчера пак стигна и од опозицијската СДСМ. Таравари предходно изјави дека починатиот пациент бил примен на кардиохирургија, а лекарите одлучиле дека не треба да се оперира, но и дека ќе има проверки дали е направен лекарски пропуст. Според министерот, во една од салите на кардиохирургија се инсталирал нов апарат, пошто требала да профункционира на 15 мај. Катерина Нешкова, Сител телевизија.